Може ли да биде корисно губењето на тлото под нозете? Добро утро на сите. Каде и да сте? Во една далечна земја, кралот на подарок добил 2 мали сокола, кои веднаш ги дал на најдобриот познавач на птици да ги дресира. По некое време прашал како напредува дресирањето, на што добил одговор дека еден од соколите многу добро е дресиран. А другиот? Прашал кралот. Со другиот имаме проблем, му одговориле. Едноставно не сака да лета, постојано стои на иста гранка, на исто дрво. Како не би умрел, обезбедивме прислужниците од дворот да му донесуваат вода и да го хранат на дрвото. Кралот не сакал да се помири со таа ситуација и понудил награда на тој што ќе го реши овој проблем. Се нашол еден селанец од блиското село кој го решил проблемот. Пошто го довеле кај кралот да му каже како му успеало тоа. Кралот прашал: како ти успеа да го решиш тој за сите нас нерешлив проблем? Селанецот му одговорил: јас ништо посебно не направив. Едноставно ја пресеков гранката на која стоеше соколот и тој свати дека треба да лета. Понекогаш губењето на поддршка целосно не изфрла од зоната на комфор и бара од нас да работиме работи кои никогаш не сме ги работеле. Меѓутоа, при тоа можеме да откриеме и некои таленти за кои не сме ни знаеле дека ги поседуваме. Ако комфорната зона, наместо комфор за вас представува затвор, охрабрете се и исчекорете од неа. Може би тоа ќе биде неважниот чекор во вашиот живот. Ви посакувам прекрасен ден.